Се повеќе луѓе го користат интернет просторот за различни потреби, од сурфање преку работа до онлайн пазарење. Сепак во неколку наврати, сајбер просторот ги покажал опасностите кои цело време ги демнат корисниците, различни измами, крадење на личните податоци и нивна злоупотреба. Но и покрај се, технологијата е тука да ги поврзе луѓето, а не да ги замени, да им го олесни секојдневието, а граѓаните треба да бидат едуцирани за тоа какви опасности има во сајбер просторот. Овој став го дели и министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Токму затоа денеска се организираше и хакатон Кликни безбедно, кој има за цел младите ентузијасти да развијат иновативни решенија на одредена тема или проблем во дигиталниот свет. Ќе развиваат продукти, ќе тестираат, ќе иновираат во поглед на апликации кои што ќе значат заштита на младите и по безбеден интернет на младите или по безбедно сурфање. Така што се надевам дека ќе имаме квалитетен настан, имаме бројни учесници, преку 40-50 учесници поделени во различни групи кои што доаѓаат од цела Македонија. Групите се поделени по градови, по средни училишта од каде што доаѓаат. Ова се најдобрите кои што беа избрани. Би сакал да им посакам многу успех, многу среќа во тоа што ќе го прават денеска. Сите се победници. И професори од Финки велат дека е важно да се направат решенија со цел по младите, но и повозрастните побезбедно да го користат интернетот во своето секојдневие. Ние сме домакини на овој хакатон и Финки во континуитет внимава да работи на употреба на тие информатички технологии во подобрување на сите некои текови во јавноста и во државата и општеството, па така се најдовме во тој конзорциум да создадеме корисни едукативни материјали за средношколците, за децата, за младите, за основците, да ги обучиме наставниците, да го пренесат знаењето за побезбеден интернет на помладите. Инаку овој настан ќе опфати ученици од средните училишта во Македонија со различни вештини во делот на дигиталниот свет, како програмери, дизајнери, иноватори и ентузијасти.